Фолклорното друштво при основното училиште Блаже Коневски од село Скудриње постои повеќе од 15 на години и ова друштво се менува со текот на годините. Ние како фолклорно друштво настапуваме на повише места низ Република Македонија. Значи, низ градовите по Република Македонија имаме доста и награди добиено за нашите настапи. Настапуваме во Република Италија, Република Турција и на многу други места. Значи, како фолклорно друштво, ние ги негуваме нашите традиционални носи, значи македонските песни. Од сите тие песни во репертоарот ми се ставени највише што ги одигруваат нашите деца се Билја на платно Белеше, Скудринката и да речам Пајдушкото и многу други ора. Ќе може ли малку и со помлава генерација да направиме на цел разговор? Може. Тоа е сега ние нема да развиваме дискусија и полемика околу тоа кои костени се подобри, дали поречките или овие вашите од Скудриње. Меѓутоа, морам да ви кажам дека ми е задоволство што гледам тука и искрено да признам, не сум бил доволно запознаен до сега дека и вашите краишта имаат убав костен. Видов присутни сте и со културно-уметничко друштво. Како сте задоволни од се тоа што се случува овде? Сега најпрвин да се заблагодарам на поканата на организаторите на ова денешна костенијада во Македонски Брод. Голема чест и задоволство ми е што сум денеска баш тука, затоа што и ние доаѓаме од место каде што имаме поголема количина на костен, односно до 50 тони костен се произведува во селото Скудриње. Дојдовме и видовме многу интересантни работи, како што е, да речам, како се негува костенот, како се одржава костенот и така да ќе научиме нешто повише во начинот на продажбата на овој костен. Најпрвен да им се заблагодарам ушеднушка на домаќините кои ни пратија покана со нашето културно-уметничко друштво при основното училиште Блаже Коневски од село Скудриње. И да им се заблагодарам исто на граѓаните од Македонски Брод кои се гостопримливи, доста гостопримливи и добри луѓе. Како впечаток ми остана многу голем впечаток затоа што прв пат присуствуваме на ова манифестација и мислам дека треба и ние да преземеме нешто да организираме во врска со костенот, односно и ние да почнеме да направиме една костенијада во село Скудриње. Дали веќе разговаравте на таа тема со организаторите на костенијадата во Македонски Брод? Ние разговараме и со организаторите и со градоначалникот во врска со истата проблематика за која што се соочува со Македонски Брод и истата проблематика имаме и ние во Скудриње, затоа што откупот е многу слаб, односно дивите откупувачи го земаат костенот за многу ефтина цена, односно да најдеме нешто заедничко за да можеме да формираме цена или да најдеме пласман или производство на костенот. Има ли одредени специјалитети кај вас, каде што костенот е дел, да речеме, од тој специјалитет? Костеновото сладко. Значи, костеновото сладко е еден од рецептите што е така препознатлив во нашиот крај.